Добре, криптоентузијасти. Денеска малку закаснето, но конечно она видео за музички токени, посебно затоа што е сабота и гледаноста е смешна на нашиот канал, така да ваков тип на не толку битно видео е попаметно да се направи во ваков ден. Со тоа што ќе напоменеме уште еднаш дека утре ќе добиете соодветна анализа на макро ниво на биткоин, каде што ќе поразговараме за сето она што моментално се дешава на генералниот чарт на оној макро чарт кој што го гледавме, каде што имаме целосни циклуси од 48 месеци, со тоа што дополнително ќе погледнеме некои чартови како што е логаритмичкиот чарт на биткоин и ќе напоменеме уште некои работи во однос на што ќе се случува наредната недела, со тоа што можеме да се осврнеме уште малку на, да речем, основните чартови кои што ги имаме, но генерално ќе биде видео за макроанализа на биткоин, значи во утрешниот ден. Денеска, како што кажавме, ќе разговараме за музичките токени, односно криптопроекти во музиката, како што е аудио, со тоа што практично Audius се вика проектот, но аудио е токенот, со тоа што ни остануваат уште трите последни категории за да завршиме овој голем проект. Како што може да видите, според гласањето, како што гледам досега, прво ќе го направиме Store of Value, односно Bitcoin и PAXG, потоа ќе направиме видео за дигитални валути, каде што ќе ги ставиме нели овие вообичаените Dash, Litecoin, Stellar, Ripple. И нормално последни, со мое задоволство, шиткоините, односно memes, каде што ќе поразговараме за Doge, Shiba и останатите небитни коини. Значи, тоа е практично крајот на нашиот голем проект кој што досега го правевме, тоа се сега сме на 13 од вкупно 16 видеа, каде што како таков ќе ве запознаеме со сите категории во крипто и оние кои што не ги погледнале претходните видеа, ние имаме посебна плейлиста, можете да погледнете на нашата страна, значи на нашиот канал практично, на најдолниот дел, имаме посебна плейлиста исклучиво со овие видеа, каде што се сите подредени, заедно со првото каде што разговараме генерално за тоа што се крипто категории, што уствари е едно од најдобрите припремања кои што може да ги направите за следниот bull market, цел да знаете што следува и да знаете кои се вашите опции за финансирање, односно инвестирање во следниот bull market. Значи, како што кажаме, денеска ќе се држиме претежно на музички коини, со тоа што доколку, значи како и сите други, ако погледате на CoinGecko, значи имате посебен дел каде што може да ги погледнете сите категории. Значи во овој дел, овдека, категории, може да ги погледнете, значи поред сите категории на крипто, поделени според нишката, односно според секторот во кој што работат, со тоа што во музичката индустрија, како што можеме да видиме, станува збор за исклучиво мали коини, затоа што самата по себе се уште не е. Значи, имаме уште доста време пред истата да стане популарна, истата да стане развиена, со најразвиениот Audius, кој што за разлика од останатите гледаме дека е недостижно поголем, односно 170 милиони, иако тоа е премногу мала сума, посебно за овој дел од bull marketот, значи споредено со другите, како што можеме да видиме, представува многу поголем, затоа што второто место е 13 милиони, што мене ако ме прашувате е микро кап. Значи ова ако е мини, ова е микрокап во однос на моменталната ситуација на пазарот, со тоа што Audius како таков беше доста популарен во претходниот bull market и како таков нуди единствен, да речем, проект кој што нуди некоја солидна идеја и солидна основа за што понатаму може блокчейн технологијата да помогне во музичката индустрија. Сега, Audius сам по себе моментално е 20 центи од како што можеме да видиме, $4 беше неговиот all-time high во самиот врвот на првиот крак на bull marketот. Вториот, како што можеме да видиме, има корекција до 3.3 нешто. Значи првиот кога првпат дојде до биткоин до 60.000, тогаш и самиот Audius крена цена до $4. Со тоа што јас лично го гледав ова, но премногу беше малку го проект и не бев заинтересиран искрено, но сега кога разгледав можам да кажам дека доста има потенцијал, иако уште некои битни работи треба да се совладаат пред да можеме да разговараме за солиден проект за инвестирање, но е добро да се земе во предвид. Сега, идејата на Audius е многу добро представена во оваа слика, односно ова е слика од нивниот проект, каде што уствари се покажува колку само од целата заработка на музичарот кој што е направил одредено музичко дело, доаѓа кај него. Значи, чисто да погледнете, значи ова е, да речем, 100% профит кој што ќе се направи, да речем, од одредено музичко дело. Додека само овој дел овдека малиот представува она што ќе го добие самиот артист. Значи, гледайте, ако стрибате на платформа,
како што е Spotify и останатите, гледате колку голем дел од профитот ви земаат само заради тоа што ги користите за нивните стриминг услуги. Ако пак имате соодветно издавање преку рекорд лейбл, односно издавачка куќа, значи оприлика сличен дел како што би земале платформа од вас. Потоа, значи ако ги погледнете сите овие проценки за тоа, значи на кого се треба да платите само за да може да испадне вашето музичко дело во етерот, практично да биде доставено до луѓето, испаѓа дека вие зимате, ако мене ме прашувате, ова е можеби некои 10-15% од целиот овој колач, и тоа зборуваме за 42 билионска индустрија на музика, од која што замислите колку малку добиваат самите артисти. Значи, главниот проблем со кој што се соочува музичката индустрија е тоа што сите земаат, освен музичарите. Односно, последни се оние кои што навистина се најзаслужни за развојот на самата индустрија и за нејзиниот опстанок, нормално. Сега, идејата на Audius е да ги поврзе музичарите, односно креаторите, директно со луѓето кои што слушаат, иако станува збор за стриминг сервис, исто како што е Spotify, истиот е, значи, зборуваме за блокчейн протокол, кој што е децентрализиран и кој што е POS, значи Proof of Stake механизам, кој што работи со нодови. Значи, идејата е фактички да се заобиколат сите овие останати и да се оди директно помеѓу артистот и слушателите. Сега, тоа е основната идеја. Каде што, значи, доколку погледнете, ова е, да речем, детална разработка на самиот проект, кој што е најдов доста интересна, доста добро направена. Значи, како што рековме, зборуваме за multi-billion music industry, која што како таква плаќа многу малку процент на самите музички креатори, со тоа што, значи, идејата на Audius е да плаќа директно на музичарите за оно што го прават и да плаќа многу поголем дел од оно што моментално е платено за стримувањето на нивните песни во случајов, со тоа што, значи, целото плаќање се прави во самиот аудио токен, односно самата платформа има, значи, сето оно што е фактички слушано до сега е платено на креаторите на музика во аудио токен, кој што понатаму истите можат да го уновчат, нели, во пари, практично да го продадат. Сега проблемот е што генерално аудио не е многу застапен на платформи. Значи, како што кажеме, самиот аудио токен не е многу застапен, конкретно во однос на размена, значи каде што може да го правите. Сигурен сум дека го има на SushiSwap, каде што како таков мора да користите, да речем, MetaMask, за да може да го конектирате својот MetaMask и вашиот аудио токен да може да го смените фактички во долари и преку самиот MetaMask да го извадите и да може да го користите. Но генерално аудио е токенот кој што се користи на самата платформа, како за плаќање на музичарите, така и за стейкинг, така и за governance токен во однос на донесување на одлуки за тоа како ќе се движи самата Audius платформа, стриминг платформа. Со тоа што јас и само ова чисто да објасниме, значи генерално е 1 билион токени се ќе бидат максимално, значи се создадени, но не се сите во употреба, нормално, со тоа што имаме 41% на самите создаватели на овој проект, што мене го прашувате е доста голем процент, 36% на инвеститорите, односно на оние кои што учествувале на ISPO, потоа имаме 18% за network growth, односно, како што можете да видите, имаме 830, односно 831 милион токени уствари во циркулација, со тоа што овие 18% се даваат. Значи, фактички, како што имате, тоа се направени токени за одржување на нодовите и за сите оние кои што произведуваат музика да им бидат дадени, што че имаме уште, ако се 830, да речеме, уште 170 милиони токени кои што се даваат на нодовите и на креаторите на музика, со тоа што имаме 7% инфлација, односно 7% ново произведени токени на годишно ниво кои што се разделуваат на нодовите и на креаторите на музика. Сега, значи, тоа е генерално како изгледа самиот проект, со тоа што овдека е како изгледа неговата шема во однос на значи, што уствари се случува и како што функционира. Значи, оној кој што моментално ја создава самата музика, значи истиот прави паблиш на Audius Content Ledger. Односно, Audius Content Ledger-от, освен трансакциите, ги содржи и вашите фактички песни. Односно, истите се информација на блокчейнот. Со тоа што, значи, истото се случува и со контент нодовите, кои што како такви нормално мора да го има, значи самиот ledger мора да биде превземен од самите нодови, како POS систем нормално, со тоа што самиот стриминг
кој што се врши, доаѓа преку контент нодовите и Discovery нодовите директно до фановите. Со тоа што контент нодовите, колку што ја разбрав, представуваат нодови кои што директно ги содржат самите песни, односно материјалот на артистите, додека Discovery нодовите се оние кои што помагаат при трансакциите и кои што помагаат при практички работење на самата платформа. Со тоа што дека може да видите самата платформа, значи јас направив некој основен профил чисто колку да видам како се тоа изгледа. Значи самата платформа има и артисти, како што може да видите, и со тоа што уствари некој ќе му направите follow, значи кога ќе кликнете на него, да речеме некој од овие, им правите follow и откако ќе им направите follow, фактички може да ги најдете во вашиот профил во following. И било кој од овие артисти фактички има собствена музика, значи само треба да го отворите и ви дава се што има аплодирано до сега, како што видов. И овде фактички може да бирате според албум, според плейлиста, значи имате буквално се што има до сега аплодирано, со тоа што значи уште треба да го разлистам доволно, јас мислам дека за жал се уште немам целосен пристап, затоа што не сум ја даунлодирал апликација, значи ова е на браузер што можам да отворам. Значи гледате овде пак има, да речем што е trending, this month all time, значи може да видите кои се уствари најдобрите, најслушаните на самата платформа. Сега, интересно од целата оваа работа, значи јас најдов човек кој што пишува конкретно како изгледа, затоа што истиот работи со ова. И сега, едно е што уствари пишува самиот проект, друго е кога ќе најдете некој што навистина работел со истото, за да видите како се тоа изгледа и дали истите го прават она што го велат. Вели дека самиот проект уште од 2018 до 2022 работи, значи не е ова нов проект, зборуваме за 4 години, со тоа што вели, пазите, значи ако имате целосен пристап до самата апликација, односно до самиот стриминг сервис, имате 250.000 артисти со повеќе од 7 милиони слушатели. Значи тоа е голема бројка, ако мене ме прашувате, посебно кога станува збор за криптопроект. Значи интересното е што фактички вашите песни во оваа ситуација представуваат така речено токени. Значи она е тоа токенизација која што фактички се спрема со цел вашите песни да станат NFT и да има само одреден број на песни кои што директно ќе може да бидат тргувани и продавани и вие навистина имате право врз таквата песна. Значи идејата понатаму следниот чекор би било сите овие песни, иако сега моментално се само информации, односно информации кои што се запишени на самиот блок Ledger, каде што имаме нодови кои што ги содржат информациите, односно песните, и нодови кои што ги запишуваат трансакциите во однос на тоа што се случува на самата платформа. Со тоа што следен чекор, колку што јас до сега имам видено, барем не само во музичката, туку и во останатите, да речем, артистички индустрии, е правење на вашите дела да бидат NFT. На тој начин да се ограничи пиратеријата и на тој начин да може да имате конкретно точно колку се произведени, колку се продадени, кој ги има и луѓето на вистина да имаат право да кажат да, ова што го имам не е пиратерија, ова е вистинската трака, да речеме, значи песна. Сега, интересно што човекот вели овде. Вели, значи артистите се платени моментално за изслушана песна $0. Значи, тоа е жалниот дел, затоа што едно е што се вели и која е агендата на самата платформа, а друго е што се случува во реалност. Вели вака. Да, има платеност, но за жал не сите артисти, без разлика дали се слушани или не, вели моментално се плаќаат само 5 најдобри песни на неделата, 5 најдобри плейлисти на неделата и 5 API, немам појма што и да е ова. Со тоа што, како што можеме да видиме, значи платени се сите овие, само кои што се најдобри во текот на неделата, дали се тоа плейлиста или песни, и е интересно, значи направил некоја основна математика во која што сите оние што досега се платени, доколку би ги поделиле парите кои што ги добиле, во однос на тоа колку се слушани, значи фактички само ги делите парите што си ги добиле од наградата за, да речеме, оваа недела и ги поделите со тоа колку пати би била слушана песната, добивате опрлика околу $0.35, односно 35 центи по слушател. Што ако мене прашувате е доста добро, но мора да бидете еден од 5 најдобри песни или еден од 5 најдобри плейлисти.
што не е фер, затоа што станува збор за нешто што можеби нема да бидете, без разлика дали е вашата музика квалитетна или не, и е доста нефер, но интересно е и самиот човек понатаму, значи во самиот текст кажува дека идејата е добра и дека иднината на проектот е интересна, значи има со што да се напреварува и ова е единствениот, можеби не единствениот, но е дефинитивно најголемиот и прв на пазарот блокчейн стриминг сервис за музика, што ако мене прашувате е доста голема работа и ние ќе обрнеме внимание, значи ќе забележиме како исто се движи понатаму, но пак ќе кажам, значи е интересен проект, се уште има многу време да се развива, значи вие рачунајте дека идејата на самиот на токенизирањето на песните и на внесувањето на музичката индустрија на блокчейн технологијата би било направено комплетно кога сите овие песни ќе бидат, да речеме, замислете сега, пак ќе кажам, еве, не знам, Motorhead, иако Motorhead леми умре, но да речеме Motorhead прави нов албум, каде што новиот албум вели ќе биде произведен на пример во 1 милион примероци, со тоа што секој што сака да го купи, добива еден од милионте NFT токени кои што уствари ги содржи песните. Што значи дека вие на вистина го имате и овдека кога го слушате се тоа е уствари на блокчейн технологија, користите блокчейн леџер кој што ги содржи овие песни за да ги слушате. Значи тоа е интересниот дел по самата технологија моментално со блокчейн и со аудио како проект. Со тоа што пак ќе кажам, иако е на да речем почетокот на самиот развој, значи самиот има доста голем капацитет во однос на тоа што на вистина музичката индустрија и треба начин како да се заобиколат сите овие трошоци кои што се беспотребни и кои што го оставаат самиот артист да буквално работи за ништо, така речено. Значи интересно е што оваа категорија е стварно толку мала што нема многу што да се зборува. Јас ви кажам генерално од тоа што го имам видено сега, натаму се движат работите. Значи идејата е да се заштитат самите артисти и нивната заштита фактички е првенствено за профит, односно да добијат повеќе од она што фактички го заработуваат, да не биде само добиваат само дел од она што моментално музичката индустрија им го одзема, додека вториот дел е фактички заштитување на нивните дела од копирајт. Односно, со самиот копирајт фактички да не може да се прави пиратерија, со оглед на фактот дека станува збор за NFT токени, вие не може да направите пиратерија од NFT токен, иако нормално за жал технологијата и луѓето се доста креативни, значи секогаш ќе најдат начин како да го прават тоа, но ќе биде добра замена за моменталниот MP3 MP4 формат кој што како таков е многу лесно да се копира и многу лесно да се направи пиратерија и генерално властите не можат ништо да направат околу тоа. Така да тоа е интересна идеја во која што се работи, но ќе напоменеме уште еднаш. Ако сакате да видите колку одреден сектор е влезен во самиот блокчейн, маркет каповите на најдобрите проекти се најдобри начин да го видите тоа, што значи дека музичката индустрија, ако е езеро, они се влезени само еден палец во него, значи замислете уште колку многу има, кога најголемиот проект ви е 170 милиони, а целата индустрија ви представува 42 билиони. Значи може да замислите колку само воопште не е влезено ова во тренд за да се користи блокчейн технологијата за музичката индустрија. Така да тоа е генерално се што би можеле да кажеме сега, стварно нема многу информации за кои што би можеле повеќе да разговараме, но нормално понатаму доколку имаме нешто ново сигурно ќе го споделиме со вас, како што кажавме, нема логика анализирање на проекти колку и да се добри кога нивниот маркет кап се 13 милиони, значи 13 милиони не е маркет кап, тоа моментално е ризик. Значи буквално најголемиот ризик што може да го превземете е купување на вакви микрокапови на среде bear маркет. Значи тоа можеби понатаму кога ќе влеземе конечно во следниот bull маркет, ќе погледнеме од овие помали кога нели тоа ќе ги видат нормално поголеми, но ќе бидат помалку ризични. Сега моментално овие се од максимален ризик, затоа и нема да ги земеме во предвид. Единствено кој што навистина заслужува да биде спомнат моментално е Audius и ви кажеме се што знаеме за него. Така да со ова ќе го завршиме ово видео за денес. Се надевам дека ви се допадна, иако е кратко, можеби е најкраткото видео што некогаш сме го направиле, но нели, во однос на колку информации имаме, толку може и да биде само до видео долго. Така да, нели, се надевам дека ова беше информативно за вас, како и секогаш значи ќе ве замолам доколку имате некои прашања, слободно напишете коментар, овде сме да одговориме, во исто време, нели, било каков шер, лайк, subscribe ќе биде одлично за нашиот канал со цел да може да постигнеме повеќе луѓе, да споделиме оваа материја со нив. И со тоа нормално го завршувам ова видео за денес. Останете со нас во наредната недела кога ќе барем сигурно ќе пробаме да го направиме Store of Value, кое што е и фактички најголемиот нели коин на
самиот за криптосфера, односно биткоин, каде што ќе разговараме малку повеќе од како изгледа зачувување на вредноста и зошто истите се битни, ќе биде интересна тема нормално. Поглед, значи, како и секогаш гледате го нашиот канал и потоа и ви благодарим уште еднаш за самата соработка. Се гледаме понатаму во следните видеа. Имајте добар ден од Криптогемиџија.